Владата нема метод за да утврди колку македонски граѓани се одселиле во минатите години. Факт е дека демографијата и немањето капацитет за демографска свест кај претходната влада, но и тие пред неа, доведе до масивно иселување, вели портпаролот на владата Миле Бошњаковски. Според него, депопулација на државата се случува повеќе од 17 години, а паралелно со тоа и старење на населението. Додека некои правеа мерки трето дете и кои што ги најавуваа како демографски мерки, факт е дека не беа, ниту еден експерт меѓународен не ги поддржа тие мерки. Еве го гледаме резултатот на конкретно на тие популистички мерки. Демографски развој не може да се постигне во период од 2 години. А една од тие млади личности кои работеле во странство, а сега се вратиле во Македонија е Марија Петровска. Дипломирала во Удине, работела во Италија и Германија, но одлучила да се врати дома и тука да создава и просперира, но не излегло се како што планирала. Мислам дека веќе ја добивам таа доза на каење, бидејќи сум се вратила тука за во родната земја да го барам на некој начин, да го ваѓам тоа парче леп, да допринесам со нешто, со моето досегашно искуство и знаење. Една од најсериозните последици кои ги остава иселувањето е недостатокот на стручен медицински кадар. Доктор Божидар Кочовски е млад хематолог кој заедно со Асоциацијата на специјализанти и млади лекари се трудат барем да ги ублажат последиците од бегањето на медицинскиот кадар од државата. Алармантна е ситуацијата со педиатри. Каде? Во сите региони. Мислам дека проблемот на педиатрите допрва ќе се осети кога ќе замине една генерација. Веќе имаме напуштање на одлична генерација која што замина во приватен сектор и имаме една генерација која што природно ќе замине во пенсија и која што нема да може да го компензира побарувачката, односно потребата за таков вид на кадар. Според податоците на Обединетите нации, Виенскиот институт, 25% од населението во Македонија е иселено. Во 2015 година земјата забележала рекорден број на иселување, споредено со 2000 година.